И на ниските зимски температури, центарот на селото покрај изворот на топла вода е единственото збирно место за жителите на село Истибања. Тука е главното жариште за сите добри и лоши вести од селото. Тука се плеткат и се расплетуваат селските стории. Меѓутоа, наскоро отворениот центар пензионерите од село Истибања ќе го заменат со квалитетен затворен објект или така наречен дневен центар чија изградба е во полнек. Поранешната селска и руинирана зграда која се користеше како место за дружење деновиве се реновира. Првиот спрат со површина од околу 100 квадрати целосно се реконструира со замена на дрвената столарија со изградба на кујна, канцеларија, санитарни јазли и просторија за дневен престој, додека горниот спрат ќе добие само надворешна фасада и екстериерно освежување. Тек е реконструкција на поранешната селска зграда во село Истибања во дневен центар за стари лица. Овој проект е заеднички проект на Министерството за труд и социјална политика и општина Виница. Целиот проект ќе чини некаде околу 1.200.000 денари. Замислено е овде околу 150 пензионери од село Истибања да се дружат, да се забавуваат и да се социализираат. Значи, идејата е овде во еден возобновен објект да се собираат старите луѓе, пензионерите од село Истибања, па и сите кои што имаат желба овде да се дружат, се на се во еден нов објект, реновиран и во убави услови. Следејќи го искуството со останатите дневни центри кои ги отвори Министерството за труд и социјална политика, овие места треба да бидат пред се за дружење и спортски активности, а во договор со местната заедница и општината понатаму ќе се дефинираат и останатите услуги. Но за жителите на село Истибања најбитно е да имаат квалитетно место за комуникација и секојдневни активности. Имате ли потреба од ваков дневен центар? Како немам потреба? Добре, не е лошо. Што се направи се? Истибања има ли потреба од ваков дневен центар за старите лица? Во Истибања, покрај дневниот центар за стари лица, владата инвестираше и во нова градинка чие комплетирање е завршено, а не изостана и спортската инвестиција во ново повеќенаменско игралиште. Со еден збор, за 2 години се реализираат 3 позначајни проекти во интерес на младата и на возрастната популација.